Ја го порикнеме сërrish në studio dhe pas pjesës së parë ku diskutuam vetëm gjerësisht mbi atë se çfarë ka ndodhur dhe cilat kanë qenë reagimet, tashmë ka ardhur momenti që me mysafirin ton këtu në studio të hyjmë thellë dhe gjerë të flasim mbi këtë temë, ta trajtojmë dhe shohim në fakt se cilat janë ato mangësitë, cilat na sollën deri në këtë situatë. Me mua këtu në studio është Kosta Dukovski, është ish kryetari i asociacionit të Mak Cannabis. Dobar den, dobro ni дојдовте. Благодарам на поканата. Не мила ситуација, особено со сите работи што се случува минатите денови и општеството, мислам дека главна тема е канабисот и медицинскиот канабис во моментот, така да разјасниме за публиката. Како е кај нас регулирано и каква е моменталната ситуација со медицинскиот канабис? Па вака, ќе си дозволам да почнам да зборам од почеток, за да имаат представа и граѓаните, нормално и владата на Република Македонија, како беа поставени работите и како идеше текот и траекторијата на поставување на законските одредби. И би сакал да напоменам, првично законот беше донесен во 2016 година. Меѓутоа, во тогашно време како што функционираше комисијата, нели, за предлог на законот, можам да кажам дека толку има искуство и толку има искуствено знаење во оваа област и го донесоа законот како што го донесоа. Меѓутоа, многу работи, нели, како што почнаа да се издаваат лиценци, како што имаше поголема потреба и така натаму и развој на компаниите, многу од странските фирми дојдоа во Република Македонија кои што кажа да, законот како што е поставен нас не ни одговара, сакаме малце подобро да го дорегулираме законот за да можеме, нели, да почнеме да произведуваме и за светскиот пазар. Меѓутоа, некои од компаниите кои што дојдоа во Македонија покажаа многу сериозност, многу спремност и многу добро одговорија на тие потреби. Иако законот беше лош, мислам како што беше поставен, меѓу другото, воопшто не се најде за сходно да направат измени или пак да направат еден правилник кој што ќе ги регулира правилата на игра. Меѓу другото, правилникот само за комисијата беше како да постапува, немавме ниту правилник за постапување со отпадот, не знаеа многу компании што со отпадот, па имаа проблеми како да го регулираат отпадот, затоа што и тој има психотропна супстанца во него. И меѓу другото, помина долго време, иако лиценци све повише и повише се издаваа, меѓутоа, за жал, законот никогаш не се соочивме со некоја промена во законот. Ова сега, иначе, целискодноста на законот беше да нападнеме со сериозен производ на ниво на Европска Унија, која што канабисот не беше изучуван во тоа време, меѓутоа како што се поставуваа фирмите и компаниите, све повише почнаа да го изучуваат. Ние веќе сме присутни на европскиот пазар со компании кои што се формирани од Македонија, како што е Фармакан, која што на светско ниво и од Европска Унија и даваат медал за тоа што реално е многу сериозна компанија, сите протоколи ги има, сите сертификати, европските сите сертификати, лиценцирана лабораторија, производствен процес, обведување, исто така можам да кажам New Garden Pharma, меѓу другото Bull Building од Струмица, тие се компании кои што сериозни пари имаат. Ендокана од Куманово, тие се фирми кои што можам да кажам и дека НАСА е внесена, затоа што тоа е сериозна технологија, сериозно одгледување, за да имаме добар производ на Европска Унија. Кога се спомнува барем кај нас канабисот, директно ни оди на асоциација со нешто штетно. Која е разликата помеѓу овој медицинскиот канабис и обичниот канабис кој што може во црн пазар да се најде? Вака, јас да речеме во една моја посета во Холандија, кај што ја имав, меѓу другото бевме во посета на една од фабриките Бедрокан, која што во тогашно време беше единствена лиценцирана компанија за производство на канабис. Меѓу другото го анализиравме канабисот кој што беше на црниот пазар и го анализиравме канабисот кој што они го произведуваат. Затоа се жалеа некои од тие рекреативните употребувачи што беа од таа држава не го сака производот медицински затоа што им немаше тежина кога они го конзумира. Тоа значи дека чистотата на самиот процес на производство не ги боли глава.
после немаат некои други тегоби кои што произлегуваат од канабисот од црниот пазар, затоа што таму има пестициди, таму има микроорганизми кои што тие сите прават проблем при конзумирање на таква форма на канабис. Меѓу другото сакам да кажам дека исто така бев во едно присуство со Ајлин, таа беше во тоа време беше министер за здравство, кој што они кога ги лиценцира и кога го регулираа во Данска законот, они кажаа дека секој инвеститор првин треба да помине процес на проверки, а после да се издаде лиценца. Они има издадено само 7 лиценци, можете да мислите таква држава, само 7 лиценци. Меѓутоа, они бара proof of funds, дека парите не потекнуваат од некое кривично дело, за да бидат сообразни на инвестицијата. Затоа што овој бизнис не е баш така едноставен. Значи, кога зборуваме за медицински канабис, зборуваме како и за секој друг лек кој што се дава од лекар. Нормално. Ја би сакал да истакнам, да речеме тука како што ми го поставивте прашањето, дека Германија ќе ја земам за компаратива, затоа што во Германија канабисот е соодветно како конвенционалната медицина, така и канабисот има примена на 62 можности за лечење на различни форми на болест. Кај нас се само во законот ми се регулирани само 4. Што правиме ние тука? А меѓу другото се гледаат резултатите. Сериозни резултати има, како што, например, они и плюс под фондот се финансирани доколку се одлучат да се лечат на канабис. Меѓутоа, лечењето на канабис они ги гледаат придобивките. Затоа што, како прво, конвенционалната, ние кога примаме апчиња, синтетички апчиња, ние го оптоваруваме желудникот, бубрезите и така натаму, црниот дроб, меѓутоа со канабисот такви действија немаме. Тоа е чист органски производ. И мене ми е жал да речеме затоа што врз основа на конвенцијата на наркотици се прохибира канабисот, меѓутоа после толку време, благодарение на, можем да кажеме, таткото на канабисот, тоа е Ралф Мекуломен, кој што е од Полска, роден во Полска, меѓутоа евреин од Полска, фактички републиката, тоест нели државата Израел го гледа дека човекот има потенцијал кој што може да го искористи тој потенцијал и така осознаваме дека ендоканабиноидниот систем е исто имун систем кој што ние сите го имаме во нашиот организам, меѓутоа можеби е и појак од имунитетот кој што го прави ендоканабиноидниот систем појак од нашиот имунитет за да се справи со болеста. Тука имаме мала заблуда дека канабисот не е лек. Канабисот помага на имунитетот да се справи со болеста подобро во нашето здравје. Која би била разликата со моменталната ситуација, каде што канабисот кај нас е дозволен за медицински цели и моментот ако ние би го имале легализиран канабисот? Тоа е разликата и дистинцијата, да речеме, помеѓу легализацијата на канабисот. Како прво, тогаш не се мислеше што да правиме, како ние ќе го пуштиме во промет, како ќе ги направиме тие сите студии, стабилити стадис и така натаму. Сакам да кажам, има јасна дистинција помеѓу медицинскиот канабис и рекреативниот канабис. Медицинскиот канабис бара строги услови на одгледување и строги правила за поминување на тие нивоа кои што мора да ги поминат за да имаме медицински канабис. Затоа што тамо се анализираат фитокомпонентите, тоест канабиноидите, кои што на одредена болест, во зависност од болеста, така се применуваат и скалесто се применуваат. Меѓутоа, рекреативните цели, како што е да речеме Холандија, кај што они го декриминализираа канабисот како средство кој што ќе им помогне на граѓаните да го конзумираат на рекреативен начин, наместо да пушат цигари, ќе пушат канабис и така натаму. И би сакал да истакнам дека во Германија исто они кога го донесоа првично, они не знаеа што носат. Меѓутоа бенефитите после година и пол ги гледаат сега, какви даночни импликации имаат во Германија и како они постапуваат, меѓутоа они системски го решија тоа. Формираа посебна агенција која што го контролира. Исто и во Австрија. Во Австрија може секое физичко лице да аплицира, има еден портал, да аплицира и може да се одгледува 4 билки дома.
Така да ако за негови потреби сака да се одгледува и има потреба, се почитуваат човековите права и му го дават тоа како можност. Заради прохибицијата, да речеме, сега и ние кога ќе направиме транспорт од Македонија во некоја европска држава, ние имаме проблем со Србија затоа што не ни дава транзит и ќе мораме да користиме авионски транспорт. И тука беше и проблемите во пракса беа затоа што канабисот уште немаше тарифен број, па како ќе се извезе. Тие сите проблеми со текот на времето се надминува. Само да изјасниме, значи ако некој се фати со рекреативен канабис, тоа е веќе кривично дело. За разлика кај нас, како што е регулирано, кај нас више член 215 од Кривичниот законник е кривично дело кој што има сериозни кривични импликации. Во тогашно време ние само требаше да направиме измени во Кривичниот законник и да ја почитуваме затоа што се измени правилникот за на дроги, кај што канабисот се стави во втора и трета категорија на дроги, која што више не е од прва категорија, се овозможни можноста да се извезува исто канабисот, меѓутоа истот автоматски требаше да се смени кривичниот законник, кај што ние ќе го декриминализираме, како што е и у Холандија, Германија, кај што они до 25 грама и да те фатат со канабис до 25 грама, не одговараш ниту кривично, ниту прекршечно. Да се вратиме малку кај законот, дека мислам дека најголемиот проблем моментално ни е кај законот. Вие кажавте некои ситуации во Германија и во другите европски држави каде што бараат многу постриктни правила за да се почне и да се земе лиценцата. Како е моментално кај нас? Дали има некои критериуми кои што треба да се исполнат за компаниите да можат да добиваат лиценца или не е толку строго? Вака, критериумот за кај нас за лиценца е многу можам да кажам дека многу едноставен, кој што воопшто тоа е 0% лиценцата од тоа што треба да го направиш. За една фабрика да се направи да ги помине сите тие инстанции за да добие и дозвола да може да извезува во Европска унија, па треба едни добри 3 до 5 години за да ги добие сите дозволи и за да извезува. Лиценцата кај нас како што е поставена по закон е многу едноставна и затоа толку лиценци се издадува и толку барања имаш, затоа што беше многу сувопарен законот направен. Требаше малце да ги качиме критериумите како што беше во Данска, како што е исто во Германија. Меѓутоа ние направивме, затоа кажувам, првично беше така направен, ајде да видиме да дајме лиценци, па после ќе ги правиме промените. Меѓутоа, бившата власт беше толку немокна за да направи измена и за да направи нешто за индустријата. Јас се надевам дека оваа власт ќе направи нешто сериозен потфат, затоа што има иднина, многу пари се вложени во Република Македонија за да ја оставиме туку така да згасне таа индустрија, за разлика од другите европски држави отидоа многу напред. Според сегашниот закон од 2016, кои се тие критериуми што минимални што треба компаниите, фабриките да ги исполнат? Многу едноставно, да имаш 4 вработени кои што фармацевти и од областа на земјоделието, потоа треба да имаш објектот да биде ограден, да има таа бодликава жица и да има обезбедување. Многу едноставно се добиваше лиценцата. Меѓутоа лиценцата беше само почетокот. После тоа инвестициите кога ќе почнеш да работиш се сериозни инвестиции кои што мора да се направат за да, ако сакаме да го освоиме пазарот. Критериуми за земјиштето, за отпадот, како што спомнавте, нема? Не, тоа правилникот за отпад воопшто не беше ни предвид. Правилникот за начинот на постапување и евидентирање воопшто не беше во тогашно време, ниту имаше правилник. Иако ние многу реагиравме зашто не се донесат тие правилници, иако во рокот 6 месеци министерот е должен да ги донесе, меѓутоа никогаш не се донесоа до 2022. А потоа кога се донесе, ние го даваме англосаксонско право кој што даваме, го пренесуваме правото, они со отпадот само да ни дадат записник, дека ќе го закопаат во земја. Мислам, како да ви објаснам, а све тоа во областа на таа дејност има работа и економска оправданост, затоа што и отпадот чини пари, и отпадот има калориска вредност, кој што може понатаму да се произведува хартија.
И хартијата би била за 10 пати поевтина ако биде од индустријскиот канабис или од канабисот, од стеблата од канабисот. Такви имаме изучување во Полска, многу сериозно се направи сериозна фабрика која што произведува сериозни количини од канабис за хартија. И хартијата е многу поевтина, поекономски исплатлива. Значи, надлежноста за да се види, да се контролира све, целиот овој процес, каде, во која од институциите? Па, како што е поставен законот, повеќе институции имаат местна надлежност, тоест како што е Министерство за здравство, Министерство за земеделие и Министерство за внатрешни работи. Секој од нив има дефинирани надлежности, меѓутоа тоа во пракса до сега комисијата воопшто, мислам, затоа и реагирам јас, затоа и реагирав, затоа што затоа требаше во тогашно време да се направи агенција, посебен субјект основан од владата, за да може да се постават ситуациите и да се работи, затоа што ние сакаме да привлечеме инвеститори само со добра регулатива, не со недоречености и со лош закон. Правилниците представува нешто недоречено, не знаеме да ги толкуваме затоа што не знаеме што сакале да кажат, затоа што се направени така за 5 минути, тоа се гледаше и меѓу другото не навлеговме во законот темелито за да ја помогнеме гранката како бизнис индустрија. А ако гледаме законот е краток закон, со 30 члена, мислам дека беше целосно. А за канабисот е само 2 члена. Да. Од Сдруженијето Билка бараат лек специјалис или пак да имаме дополнителен закон кој што материјален закон да имаме, конкретно само за канабисот. Така е, вистина е затоа што ние повеќе пати баравме и донесовме ние еднашка добро решение, го дадовме предлог, меѓутоа веројатно нема време за нас да ни обрнат внимание за да се сработи тоа како што треба да се сработи. Затоа што агенција, еве, можам да ја спомнам Германија. Има агенција која што си има архива, си има начин на евидентирање, затоа што тука во Австрија, да речеме, има и физички лица кои што треба да ги евидентираш, затоа што на контрола кога идеш треба да покажеш 4 билки. Значи, има евиденција, требаше да ние имавме иницијатива да направиме електронска евиденција, да биде таа во реал тајм, да има пристап Министерство за внатрешни работи, за да нема потреба да се јавува или да пушта допис до здравство, него да биде вклучена во системот, да види реал тајм колку он произведува, до каде е процесот, која недела е, значи евиденција на све, до која недела е билката, кога ќе биде, нели, собирањето, кога ќе биде сушењето, преработката и така натаму. И тоа све нашата иницијатива беше да биде во реал тајм. Кај што Министерство за внатрешни работи ќе си има пристап, ќе се исконтролира воопшто да не се прават овие циркузи што се прават. За жал. Зборуваме само за еден закон, а знаеме законите многу често се донесуваат во не само кај нас, во секоја држава лесно е да се донесе закон, особено ако е добар закон за општеството. Кои се најкритичните моменти кои што ќе бидат последици и се веќе последици што ние немаме материјален закон, но и се уште продолжуваме со истиот закон и со истите регулативи? Па, мислам дека последиците во последниве денови ни се многу јасни. И тоа требаше многу одамна да се направи. И можеби сега дојде времето ние да го регулираме тоа и да ги застанеме овие злоупотреби што ни се прават, тоест ние црнат како прво земјата, зашто имаме потреба нас да не класифицираат како такви, кои што, нели, имаме и честни работници кои што сакаат да си ја сработат работата честно, меѓутоа не на ваков начин. Овакви злоупотреби да ги намалиме, ако не можеме да ги сузбиеме, да ги намалиме на некој минимум, кај што нормално индивидуалци сите можат да посегнат по нешто, иако, нели, за тоа што е забраната супстанца, меѓутоа ако ја демократизираме, немаме потреба зашо ни да криеме ни ваков криминал да ни се случува. И целта на законот е не само и еве земете ја Грчка, во секоја трафика вие имате ЦБД кое што е за рекреативна употреба и може да се пуши. А ние не можевме никогаш да го пуштиме. Затоа што тогаш кога се направи законот, имаше две категории на лиценци. Тоа е за одгледување и за екстракција. Меѓутоа тоа за одгледување исто е краен продукт. Тоа требаше да се овозможи да може да се продава. Ајде еве на почетокот со регулирани, да речеме, правила, понатаму можеше да се демократизира и да се критериумите да се смалат. Меѓутоа ние воопшто немавме ни сила, немаше ни сила власта во тогашно време нешто да направи.
Дали со моменталното регулатива губи државата? Дека ако се легализираше или пак имаме закон само за медицински канабис, тогаш нормално и црниот пазар би бил многу по-минимизиран или пак не би постоел. Така е, тогаш црн пазар нема ни да имаме. Затоа што е, да речеме, како што е во други држави, ако е до 20 грама дозволено, нема ни да имаме кривични дела, нема ни да се постапува по такви основи. Меѓу другото, ако ние го регулираме во целост, немаме зашто понатаму систем, нас ни треба системско решение, добро, за да можеме да знаеме како да постапуваме. Ние не сме поставиле воопшто ништо. А ако рекреативната цел се регулира, па можам да кажам дека во Канада и во Германија сериозни бројки е ставката на данок по основ на државниот бенефит кој што го имам во моментот. Во Германија, како што гледаме сега индустријата и нели што прави Кина со автомобилизмот и така натаму, сега више канабисот се качи на некоја посериозна гранка како е економски развој. Да се навратиме малку на комисијата. Ние спомнавме многу кратко комисијата и од владата имат кажано дека комисијата не била активна досега. Каква е моменталната ситуација? Гледаме дека немало проверки, не ги вршала надлежностите. Вака, можам да кажам дека комисијата се формира со одлука на влада, по предлог на министерот за здравство. Меѓу другото, они го даваат предлогот на влада, владата ги именува. Ама заборавиле да стават администрација. Затоа што тие сите се вработени во институцијата кои што имаат своји обврски и сега сите реагираат зашто имаше потреба, а од друга страна имаш 70 лиценци кои што треба да ги исконтролираш. Секој ден да идат они да искачаат на терен, тоа е 70 дена поред за да ги поминеш сите. Па физички не може да се постигне. Јас за тоа реагирав дека мора да се направи администрација за контрола, начин на контрола, начин на евидентирање. А сега како што беше ситуацијата, ја верувам они дека не излегле затоа што како прво не им дале службено возило, немаа службено возило, требаше МВР да ги земе и беше така оставено и сакам да кажам, ние имавме иницијатива дека сакавме да направиме буџет на комисијата за да може да функционира непречено, за да нема проблеми за налози, за инспекцијски надзор и така натаму, да може да си ја врши непречена работата. Меѓутоа, како што беше и поставено и претходно законот и како што се смени комисијата кога дојде новата власт, не знам ни дали имаат излезено ни еднашка на терен, тоа може да се види по налозите на инспекцијски надзор. Ние дознавме и од институциите, но и од нормално и социјални мрежи и медиумите дека 40 тона канабис конфисцирани, фатени од државата. Дали е можно една држава која што има легализирано канабисот за медицински цели да не знае дека толку многу канабис циркулира, а да не биде според условите, законските одредби? Па тоа е аномалија, системска аномалија. Тоа е и областа на комисијата, тоа беше и улогата на комисијата да ги контролира сите тие производители. 40 тона можам да кажам дека е и малце, затоа што реално од која ќе е легализирана, од која беше легализирано и која им се даде можност да се произведуваат, па ја би очекувал да речеме да стигнеме и до бројка до 100 тона. Така да тоа е реалноста, затоа што тоа е временски период, многу години се поминати, тие луѓе, некои од нив што се со таков криминоген настап, они ќе сакаат на некој начин да се реализираат себе си, а еве гледаме дека се реализираат себе си и меѓу другото сакам да истакнам дека контролата беше неопходна за можеби некое добро што ќе ни се случи во иднина, за да го контролираме сега пазарот, да го контролираме сериозно производството, затоа што ако видите производството на нива, иако не е медицински канабис, не може да представи медицински канабис, затоа што зависи од обработката и начинот на гледување и атмосферската. Да речеме, вие кога гледувате во надворешни услови, тука имаш и тешки метали кои што нема да знаеш како да ги отстраниш од делот на билката и меѓу другото сакам да кажам дека ова беше време за да честните или луѓето кои што сериозно сакаат да се занимаваат со оваа дејност, за да се исчисти патот. Меѓутоа, вака како што беше поставен,
ова беше неопходно да се направи. Ваква конфискација кај што се гледа затоа што по закон како што е поставен законот, вие треба во рок од 3 дена да пријавите дека сте направиле таква и таква количина. Меѓутоа после обработката на да речеме на стеблото мора да се изработи, да се исуши, да се извади таа влажна маса од стеблото и после тоа да се пријави до агенцијата. А во меѓувреме што се прави? Тие расходите треба да се види влажна маса, нето маса и сушена маса, све тоа треба да има евиденција. До сега не знаеме кој го контролирал тоа. Тоа е разликата, што физички комисијата, како што е една комисија во Република Македонија, не може физички да постигне. И затоа, да речеме, се направија такви количини, кои што реално го гледаме исходот кој што ни се случува во Македонија. Ова нелегална маса, да кажеме, е како резултат на тоа што канабисот е медицински дозволен или немаме соодветна комисија, агенција, контрола и све тоа? Дали треба да се плашиме од медицинскиот канабис? Ние не би требало воопшто да се плашиме, баш напротив, треба и све повише и повише да речеме и да го конзумираат граѓаните и да им се излезе во пресред, да биде признаен под фондот за да може да се субвенционира тој износ кој што они треба да го платат и да одлучат да се третираат. Меѓутоа треба и да се прошири листата на кои болести може да се применува или да се издава, затоа што некои што имаме, да речеме, болни од деца кои што се аутистични, кои што реално многу им помага, имаме и емпириски истражувања кои што укажуваат, етимолошки истражувања кои што укажуваат дека има подобрувања. Еве можеме сведоци сме на Епидиалекс која што е од Европска унија, кај деца кои што се со лепсовидни напади, потоа Алцхајмерот, така да за обична главоболка, доколку само го конзумирате канабисот, таа главоболка ќе ви помине. Така да имаме многу болести кои што реално може да помогне канабисот. Меѓу другото, јас тогаш кажував, треба да направиме јасна градација во законот што е медицински, а што е рекреативен, затоа што и индустријскиот канабис има своја економска бенефиција. Еве да речеме, ако го одгледуваме економскиот канабис, во Република Италија можам да кажам дека они од кога го истражува и од кога ги видоа тие бенефити, после тоа од 400 хектари станаа 40.000 хектари, што е сериозна бројка, затоа што индустријскиот канабис има своја економска многу по приходна за разлика од патлижанот или пиперката или крставицата. Колку далеко сме ние законски од европските стандарди? Многу. Ние сме сериозно многу назад сме, затоа што не е само во Македонија вие да добиете лиценца. Ако ти е целта, кој пазар ќе го освоиш, освен Европската унија, кај што е легализирано и за примена, и за конзумирање, и за така натаму. Значи, ние за да ги оствариме тие услови, ние имаме многу работа, многу имплементација на стандарди, многу валидација на процеси, затоа што ако представуваме медицински канабис, секој процес треба да биде валидиран. Секоја реколта треба да се има своји испитувања и своји истражувања, како например фитокомпонентната анализа, канабиноидните профили кои што ги содржат внатре, да знаеме каква е анализата, кои што да знаеме како да се третираат пациентите понатаму со таква анализа. Кога сме кај пациентите и кај здравствените состојби, вие кажавте дека законот моментално само 4 болести ги дозволува да се третираат со канабис, а другите држави над 60 имаат. Кои се тие 4, можеме да ги спомнеме? Тоа е луѓето кои што се болни со канцер, психолошките проблеми кои што ги имаат, тука е епилепсијата, меѓу другото, и некои други гастропроблеми кои што воопшто не се офаќаат, како што е, да речеме, Алцхајмерот, како што е главоболката, како што е несоницата. Значи, тие се дености кои што сериозно да речеме, од конвенционалната медицина сериозно има потрошувачка. А вака има потрошувачка канабисот.
И тие се проблемите кои што да речеме, можам да кажеме, што ако го имаме за канцер, кога докторите не го препишуваат. Имаше проблем затоа што они не го разбираат, ќе кажат дека немаме конвенционална медицина и примена на канабисот со болните од канцер што се, и не знае како да го препишуваат и како да го третираат и како да се конзумира. Меѓутоа помина малце време со сериозна едукација, почнавме, како што е реплек да речеме, затоа што они беа први што ги валидираат тоа процеси, меѓутоа они кога видоа дека економскиот бенефит го нема од тоа, значи не се враќа инвестицијата која што ја вложиле, и мораше да се почне со едукација на докторите за да може да го применуваат и да го препишуваат на пациентите. Нешто што општеството може и да се плаши е зависноста. Дека на сите дроги, нормално кога зборуваме, главен дел е зависноста. Дали исто така се зборува за канабисот, особено кога зборуваме за медицинскиот? Па ја можам да кажам, да речеме, канабисот воопшто не прави зависност. Имаме и емпириски истражувања кои што укажуваат дека канабисот не прави зависност. Меѓу другото, затоа и се направи таа конвенција, нели, за забрана, затоа што беа малце, како да кажам, недобри резултатите кои што произлегуваа во тогашно време, затоа што веројатно толку знаеа да докажат, и од тогаш само се провлекува тоа. И иначе зависноста канабисот не ја ствара. Меѓутоа бенефитите, сите бенефити ќе ги имаат граѓаните ако почнат да го конзумираат, затоа што ниту зависност, ниту овердозинг, што би рекле, не може да се направи од канабис. Колку и да конзумираш, не можеш да бидеш предозиран. Затоа што системот, ендоканабиноидните рецептори кои што ги имаме во нашиот организам, не може да конзумираат повеќе, само ќе го уринираш и толку. И тука завршува. Таква има истражувања, има и научни истражувања кои што се спроведени, и меѓу другото се гледаат резултатите кои што реално ако е така, во Канада ќе имаме ние овердозинг секој ден. А на нив им е дозволено, вие рачунете кај некој граѓанин кој што никогаш не конзумирал, како што е во Германија, 25 грама денеска да речеме да ги конзумира сите. Па сигурно ќе има овердоз. Не се случува таква работа. Да, може да имаат панични напади затоа што не ги знаат, да речеме, сайд ефектите кои што се случуваат затоа што во даден момент може да мислите дека срцето ви чука повише, меѓутоа не е тоа, затоа што тоа сензорите на осет и мирис и вкус ви се малце на повисоко ниво кога ќе го конзумирате и мислите дека ви се лоши, ви се повраќа или нели срцето ви чука, тахикардијата ви работи, меѓутоа тоа се само сензорите кои што се во тој момент се активни. Тоа се надминува? Тоа многу лесно се надминува. Така да не знам зашто, да речеме, имаат такви табу теми, затоа што иднината и во фармацијата, не за џабе, Jazz Pharmaceutical, затоа што GW Pharma од Англија, по изучувањата, они го патентираа протоколот за Epidiolex се вика нивниот производ кој што е регистриран во Европска унија за деца со посебни проблеми, со аутистични болни, кои што они докажаа, и после тоа врз основа на нивното, да речеме, истражување кој што траеше околу 5 до 8 години, мислам, после регистрацијата на нивниот производ, Jazz Pharmaceutical, која е исто светска фирма, ги купува за сериозен износ. Не би ги земале они ако не видат дека има резултати во делот на нивните емпириски истражувања. Гледаме дека светските држави, развиените држави, значи веќе работат со децени на канабисот, не само за медицински и за рекреативен, така да останува да видиме Северна Македонија што ќе направи. Што би постапила и што би направила и како ќе ја помогне индустријата. Кои би биле вашите така клучни моменти што ние треба да ги направиме во овие најблиските години? Предлозите кои што треба да следат. Па како прво да речеме да се донесе одма материјален закон, да се декриминализира од кривичниот законник, да се декласифицира, затоа што немаме потреба за грам 3, 5, да се деца кои што некој ќе се подлаже да земе марихуана, меѓутоа не значи дека го сгрешил нешто кој знае што, затоа што веќе се докажува дека тоа е медицина, и по Светска здравствена организација
три години поред, лани беа 2, сега се више 3, дека канабисот е сериозен лек кој што представува и треба секоја држава и така почна регулацијата во државите, затоа што Светска здравствена организација дава препораки, а и од Европска унија препораките беа за да се регулира. И затоа јас би кажал дека треба да се направи посебна агенција, да се регулира, јас сум за контрола, јас сум за правила на игра, кај што можеме и за да привлечеме добри сериозни инвеститори во Македонија, они сакаат да има правилата во играта кај што е добро регулирано секој, да речеме, сегмент од производствениот процес и меѓу другото нормално да мислиме на пациентите. Пациентите треба да им биде достапно за да ги видат бенефитите. Затоа што кога ги видат бенефитите, не може, да речеме, мене ми се случувало, да речеме, да имам пресконференција и лица да доаѓаат до мене, дај помогни на мајка ми, е болна од канцер, болна од ова, има, да речеме, Алцхаймер, татко ми повозрасен човек. Меѓу другото, ние немаме како да им помогнеме, затоа што и да му препорачам, докторот нема да му направи рецепта за да може да го конзумира, затоа што немале, нели, конвенционална медицина. Ние веќе сме при крај на нашиот разговор. Ви благодарам многу за ова интервју. Ако имате нешто за крај, ако не, благодарам многу. Ја ви благодарам на поканата најпрвен и би сакал да се фати владата за работа, да го имплементира законот, да направи сериозен закон и да го ставиме во стабилна форма бизнисот кој што веќе се инвестира со години у нас. Благодарам многу. Ne këtu mbyllim këtë bisedë sa i përket kanabisit dhe tërë temës e cila është diskutuar me ditë me radhë që do të vazhdon të diskutohet. Unë mbyllim emisionin për sot, por që ju lëm takim nesër në të njëjtin orar nga ora 15 deri në ora 16. Mirupafshim.